Здраво, јас сум Наташа Атанасовска, преведувач и активен член на Сдруженијето на преведувачи. Најпрвен сакам да ја поздравам оваа иницијатива на Europe House, наречена Време за книга, бидејќи книгата е најдобар начин да побегнеме од денешната мрачна реалност, кога седиме дома и кога не можеме да излегуваме постојано и каде што сакаме. Книгата за која што сакам да зборувам е книгата Атлас на облаците. Тоа е книга од британскиот автор Дейвид Мичел, напишана во 2004 година. Велика Британија за жал веќе не е членка на Европската унија, меѓутоа во 2004 била, па затоа можеме да зборуваме се уште сметно за британски автори. Преводот е од Ацо Перовски, а книгата е издадена од издавачката куќа Или во 2014 година и сметам дека е преубав. Јас читав книгата и во оригинал и во превод и преводот беше многу добар, што ја покажува колку е голема значајноста на книжевниот превод. Тука може да споменеме и иницијативата, тоест проектот Вавилон на Европската унија за превод на книги од еден од јазиците на земјите во Европската унија на еден од јазиците на македонски јазик, бидејќи тоа е еден супер начин на кој што можеме да се запознаеме со туѓи култури, со други начини на пишување и размислување. Книгата Атлас на облаците е всушност еден вид на секстет, т.е. 6 книги кои што се преплетени и во форма, и во дејство, сите протагонисти меѓу себе се поврзани, со тоа што сите 6 книги датираат од различно време и користат различен жаргон, различен начин на пишување, што е повторно предизвик за авторот, за преведувачот, извинувам, што сметам дека е многу важно и кој дека е постигнато овде. Првата книга, например, се случува во 19 век и користи еден морепловски жаргон, кој што треба да се преведе пиратски жаргон. Втората книга е во вид на писма, третата книга е во вид на биографија, тоест четвртата книга е во биографија, петата книга е во вид на дигитално интервју, кој се случува во едно дистописко општество. Последната шеста книга е една постапокалиптична книга, повторно различни начин на пишување, кои што многу тешко може да се доловат, меѓутоа овдека преведувачот успеал да долови. Заради тоа сакам сите да ви потикнам, да читате книги, да работите на книжевен превод, бидејќи само на тој начин можеме да си помогнеме да еден начин да патуваме и кога сме вржани дома. Ви благодарам.